Денеска православната црква ги прославува преподобниот Симеон Столпник Дивногорец, светиот маченик Мелети Стратилат и 1218 војници со жените и децата, и преподобниот Никита Столпник. Преподобниот Симеон Столпник Дивногорец. Овој прекрасен светител се родил во Антиохија во 522 година, во времето на царот Јустин Постариот. Татко му загинал од земјотрес и тој останал сам со мајка му Марта. Во 6-та година од животот се оддалечил во пустина кон некој духовник Јован, под чие раководство се предал на голем и споснички и молитвен подвиг, на восхит на сите оние кои го виделе. Претрпувајќи ги страшните искушенија од демоните, тој примил од Господа и од неговите ангели голема утеха и благодат. Господ Христос му се јавил во вид на прекрасно момче. И после тоа видение во срцето Симеоново се разгорела голема љубов кон Христа. Многу години поминал на столбот од Бога, молејки се и псалми пејки. По Божјото упатство се оддалечил, потоа отишол на гората наречена Дивна, од самиот Господ. По името на оваа гора и самиот Симеон е наречен Дивногорец. Сходно на неговата љубов кон Бога, му била дадена ретка благодат со помош на која ја исцелувал секоја болест, скротувал зверови, продзирал во далечни краеви на светот и во срцата човечки, излегувал надвор од себе и ги гледал небесата, разговарал со ангели, ги плашел и ги растерувал демоните, прекорувал, живеел понекогаш по 30 дена без сон и уште подолго без храна. Примал храна од рацете на ангелите. На него во потполно се исполниле зборовите на Спасителот. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши. Во летото Господово 596-та, а во 75-та година на својот живот, му се представил Симеон на Господа, вечно да се насладува од гледањето на лицето Божјо заедно со ангелите. Светиот маченик Мелети Стратилат и 1218 војници со жените и децата. Обвинет бил за разорување на незнабожечкиот храм во времето на царот Антонин. Прикован на дрво, Мелети ја испуштил својата света душа. Со него пострадале и многу војници кои што биле под негова наредба и не сакале да се одречат од Христа својот Господ. Сите чесно пострадале во вториот век и се преселиле во царството на Христа Бога. Преподобниот Никита Столпник. Како момче живеел невоздржан и порочен живот. Влегувајќи еднаш случајно во црквата, тој ги слушнал зборовите на пророкот Исаија. Измите се од гревот, исчистете се и ќе бидете чисти. Овие зборови допреле длабоко во неговото срце и направиле цел пресврт во неговиот живот. Никита ја оставил својата куќа и жената имотот и отишол во еден манастир близу до Перејаслав, каде што до смртта се подвизувал со тешки подвизи. Се опашал самиот со синџири и се затворил во еден столб поради што и бил наречен столпник. Бог го дарувал со голема благодат и ги исцелувал луѓето од секакви маки. Така го исцелил од фатеност Черниковскиот кнез Михаил.
Некои злотвори ги виделе синџирите на него и по блескањето помислиле дека се од сребро. Затоа една ноќ го убиле, а синџирите му ги симнале и ги зеле. Тоа се случило на 16 мај 1186-та. По смртта му се јавил на некој стар човек, Симеон, и му наредил неговите најдени синџири да ги положи во гробот покрај неговото тело. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја сподели жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.